And they have obtained a grant of to clearly define what the local companies. But today, the main point is that there is already a certain level of collaboration between local room for improvement. Now the question is there a problem? And if so, why? Or is it even maybe a problem of willingness of the company I'm working for? 80% of local suppliers in the list, not in terms of value. So, from our perspective, inside the subject with our main speakers today, we will first, Mr. Stefan Peter, please give us an input, an insight in how do you see the current situation. Почитувани медиуми, значи денеска имаме настан организиран од страна на Сдруженијето на странски инвеститори во Стопанската комора на Република Македонија и во организација на Машинскиот факултет, чисто представник е денеска професорот Роберт Миновски и мој драг колега од Машинскиот факултет, на тема како да се подобри соработката помеѓу странските инвеститори во Република Македонија, директните странски инвеститори и македонските компании. Тоа е горлива тема, бидејќи фактите не се многу позитивни, а секогаш економијата треба да тргне од аргументи, аргументите се следните. Во моментот, соработката помеѓу странските директни инвеститори и македонските компании е мала, или ако сакаме да ја кажеме во бројки и во проценти, помалку од 1% од репроматеријалите кои што ги користат странските директни инвеститори во Република Македонија ги купуваат или набавуваат од локалните домашни компании како подизведувачи. Во главно тие набавуваат, значи, она што се комунални услуги, електрична енергија, вода, набавки на обезбедување, храна, она што практично и немаат на друг начин како да го обезбедат, а додека како подизведувачи, значи, како елементи и компоненти кои што влегуваат во нивните производи и во производниот процес, процентот е незначителен. Ние како влада, заедно со Асоциацијата на странски инвестиции при Стопанската комора на Република Македонија и со помош на научните институции во Република Македонија и професорите од Универзитетот Свети Кирил и Методи и Машинскиот факултет, ќе работиме посветено на тоа да овој процент го зголемиме колку е тоа возможно. При тоа, мораме да кажеме и да бидеме свесни дека и структурата на странските инвестиции е таква да не е тоа секогаш возможно, бидејќи во голем дел станува збор за компании кои што се добавувачи на големите автомобилски компании во светот и тие за да вклучат било каква измена во своите производи треба да бараат одобрување од своите компании кои што се купувачи. Да речеме, ако за за кабли, има неколку компании во Република Македонија кои што произведуваат кабли за автомобилската индустрија, ако тие треба да изменат нешто во своите производи или да изменат добавувач на кабел или било каков компонент во нивниот производ, тие треба да ги прашаат крајните корисници, а тоа се најчесто големите автомобилски корпорации, Volkswagen, Mercedes и така натаму. Без разлика дали се тие во делот на лесна автомобилска индустрија или тешка индустрија во автомобилскиот свет. Од таа причина, добар пример е, например, компанијата Ванхол, која што има поголем процент на купување на репроматеријали од страна на локалните компании, но тоа е така затоа што се тие компанија која што произведува финален производ и сами одлучуваат во делот на набавките. Затоа ние како влада ќе стимулираме да доаѓаат странски инвеститори кои што произведуваат готови или финални производи во Република Македонија, и тоа не само во делот на машинската и автомобилската индустрија, него и во делот на преработка на храна, бидејќи Македонија е извор на прехранбени производи и мислиме дека тука има голем простор за зголемување на соработката со домашните компании. Воедно, во програмата за индустријски раст, и тоа во делот на третиот столб, кој што не е во законот кој што го гледате на ЕНЕР, него е во програмата на фондот за иновативност, каде што ќе биде имплементиран третиот столб за мали и средни предпријатија, има голем број на мерки кои што се многу стимулативни за македонските компании да ги пораснат своите капацитети за да може да соработуваат со странските инвеститори. Бидејќи мораме да ја признаеме и состојбата дека добар дел од македонските компании мораат да ги надградат своите капацитети
и во кадровска смисла, и во технолошка смисла, и во смисла на добивање сертификати, за да можат да соработуваат со странските компании. Тука е исклучително важна соработката помеѓу сите институции во државата, значи владата, тоа ќе го поддржи со своји мерки. Мерките се, јас ќе набројам само две, кои што мислам дека се многу значителни и поддржувачки во таа насока. Една е дека за секој иновативен производ, а иновативен производ за македонска компанија е и производот што треба да го даде и да го развие за странската компанија, странски директен инвеститор во Република Македонија, владата ќе ги покрие трошоците 70%. Повторувам и подвлекувам, 70% од трошоците за развој на нов производ во македонските компании може да бидат покриени од владата на Република Македонија, доколку станува збор за мало и средно предпријатие. И за разлика од големите компании, каде што повратот на средствата за инвестиции за инвестирање во основни средства и хали, кај малите и средни предпријатија е до 30%, доколку се тие брзо растечки компании. Така да, само овие две мерки даваат простор да македонските компании ги растат своите капацитети, за да може да соработуваат со странските инвеститори. И сакам да подвлечам дека денешната округла маса, на која што ќе разговараме на оваа тема, е многу добра основа и многу важен чинител за зголемување на соработката помеѓу македонските компании, странските директни инвеститори, и мора да бидат вклучени во тој процес сите чинители на општествениот живот во Република Македонија. Благодарам.